Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте во финалното издание на нашиот квиз. Има ли некој што не сака да биде милионер? И ова година имаме ист финалист, и ова година имаме човек кој што минатата година направи вистинско чудо, ги погоди сите прашања и стигна до највисоката награда. Повторно е меѓу нас господинот Паника Миле. Добро вечер, господине Паника, и добре дојдовте повторно во новиот циклус. Има ли некој што не сака да биде милионер? Добро вечер. Драго ми е што има можност повторно да се соочам со вашите незгодни прашања. Имено господинот Миле Паника вечерва одговора уште за 500.000 евра, иако даде Господ, се надеваме да стане повторно милионер. Господине Паника, пред да започнем би ве запрашал, како ги потрошивте парите од минатиот квиз? Па ги потрошив парите, торбалдо, со добар дел се раздужив, пошто ја имав многу долгови, така, се раздужив со парите и добар дел во меѓувреме се задолжив и кај други мои пријатели, така да кажам, структури. Ова на некој начин го гледате како шанса да се... Да дојдам да свое и да имам некој берикет и во понатамошниот мој успешен живот. Ако смеам да забележам, вие и тогаш имавте среќа во брзи прсти, ама и овој пат, како го толкувате тоа покрај толку луѓе заинтересирани? Јавноста знае дека функционери од највисокиот ешалон учествуваат во овој квиз, бидејќи кој не сака да биде милионер. А вие сепак успеавте повторно во најбрзи прсти да пак да победите. Среќата е у тоа што кандидатите што вечерва беа тука со мене се функционери, високи функционери од власта. Инаку ја не се сметам за човек со брзи прсти, едноставно среќата е тоа што нифи се лепливи прстите, па ете. Добро. Судбина е тако хтела ја да со вас повторно. Добро, да одиме на првото прашање. Дали се чувствувате подготвен за првото прашање? Спремен, супер. Јас си покрај тоа што го разбирам нетрпението на публиката, ги молам за малку концентрација и за малку тишина да му помогнем на нашиот кандидат. Можеме да започнеме? Добро. Првото прашање за вас гласи: авторот на познатиот валцер на прекрасниот син Дунав, Јохан Штраус, имал исто така син, музичар и композитор, кој се викал под А. Волфганг, под Б. Јохан Јуниор, под В. Клаус, под Г. Јирген. Авторот на познатиот валцер на прекрасниот син Дунав Јохан Штраус имал исто така син, музичар и композитор кој се викал Волфганг, Јохан Јуниор. Ова малку би немал логика прашањево за тоа што А, Б, В или Г. Ја викам Д. Како? По Д Дунав. Затоа што ова ви е вас трик прашање, па гледате дека одговорот се содржи во самото прашање. Авторот на познатиот валцер на прекрасниот син Дунав, Јохан Штраус, и во одговорот се кажува дека синот му се вика Дунав, така да ово не ви е тачно. Режија, се извинувам, дали можеме одговор да го сметаме како точен со оглед на тоа дека најверојатно се работи за наша грешка? Па би морало да го прифатите ми. Добро, господине Паника, честитам. Тото го добивте 500.000 евра и имате можност да продолжите и понатаму или пак да се откажете. Не, како да завршам тука, има ја места на други кај што завршам. Продолжувам таваат работа. Браво, еден аплауз. Добро, одиме на последното прашање. Внимавајте добро.
можете да станете милионер, а можете да останете и на тие 500.000 евра. Вашиот татко се вика под А Митре, под Б Петре, под В Јанко и под Г Стојан. Вашиот татко се вика Питре, Петре, Јако или Стојат. О, вашиот татко, да бојот татко се мисли, така. Знам дека не е лесно Да ви прашањето. кажам, ја овде и веројатно и не случајно волку атрактивни имиња се кои што циркулираат во ова и да ви кажам сите овие ми се мене на некој начин се состоje дел од мојот живот сега баш. Знаете дека имате можност да ги искористите и нели 50-50 и да повикате пријател. Та има право да чокерите само. Добро. Тоа е ваше право. Дилемата ја прво би искористил 50-50, пола-пола. Добро, кои ги елиминирате? Ама де елиминирам ја, па вие треба да елиминирате. Простете, господине Паника, знаете, малку сме и ние возбудени, и јас и режијата, пете дојдем до мала грешка, меѓутоа, како и да е, еве сега ќе ги отстраниме двата одговори. Режија, ве молам, 50-50. Да, еве ги имаме веќе. Значи, ви остануваат под Б Петре и под Г Стојан. Вие треба да се одлучите, значи повторувам, вашиот татко се вика под Б Петре или под Г Стојан. Така. Петре или Стојат. Петре, имаше еден Петре се сеќавам, доваѓаше кај нас. Доба, и Стојан имаше, па и Стојан доваѓаше. Петре ми звучи као да е па и Стојан ми Јас сепак би го искористил последниот џокер да се јавиме на пријател. Добро, кого сакате да побараме? Сакам да ја побараме Митра. Митра. Значи, госпоđа Митра. Режија, ве молам, госпоđа Митра. Звони. Ало? Добро вечер. Добро вечер. Трендо Филиповиќ тука, квизот има ли некој што не сака да биде милионер? Господинот од наспроти мене ве одбар токму вам за да му помогнете за овој одговор и бидејќи немаме многу време, веднаш нека ви го постави прашањето. Поверете. Здраво. Здраво? Бојот татко се вика Петре или Стојан? Бојот татко. А ти која година беше роден? Јас сум 1965-та. 65-та. Мислам дека тебе татко ти е Петре. Петре или Петре, колку посто си сигурна? Па едно 73,25%. Фала. Добро, ви благодараме, ви самото време истече. Господин Паника, време е да се одлучите. Дали сте за одговорот под Б или одговорот под Г? Па де е 100%. Петре или Стојат? Петре или Стојан? Па добро, сепак се дубде се постоje висок процент. Петре под Б Петре. Дали сте сигурен? Сигурен сум дека под Б Петре вика Б коречен одговор. Господине Паника, вашиот татко е под Б Петре. И вие во овој момент го добивте милионот и станавте нашиот нов милионер. Ви честитам, господине Паника. Имало, Вие сте победникот во нашиот квиз. Има ли некој што не сака да биде милионер?
Ви честитам. Фала, па ќе ви донесам бомбонjera, јао е. Пред да го сториме сето тоа, ви благодарам и во името на нашата верна публика и на нашите гледачи. Јас бивам запрашан нешто. Како се одлучивте токму за овој одговор и зошто го направивте тоа кога госпоđа Митра не беше со 100% сигурна за господинот Петре? Митра мора да знае зашо Митра, она е мајка ми. Фала ти, бабо, уште еднаш. И стави и месо вечер, за вечерата јас сега ќе си дојда. А киба и нешто и за вас. Фала. K15!